Насилната, дива и незаконска урбанизација на Охрид за секогаш го смени изгледот на градот. Масовното штанцање дозволи за градба без милост за националното и културното наследство на Охрид и легализацијата на бесправно изградени објекти во заштитената крајбрежна зона се закануваа да го сместат Лихнидос на листата на места со културно наследство во опасност. Во периодот од ноември 2017 до април 2019 година легализирани се 250 дивоградби, усвоени се 40 нови урбанистички планови, донесени се 3 нови општи акти и само 3 решенија за отстранување градби. Работата е како на јуриш со сите урбанистички планови, а не сваќаме дека нема враќање назад. Тие се планови што се наоѓаат во крајбрежјето или да речам урбани парцели кои што се наоѓаат во крајбрежјето на Охридското езеро и истите се доуредуваат. Значи катноста се уредува, ако претходно нели била 2 ката, сега е 3, 4, 5 и така натака, а сите овие плански документи не се предмет на дискусија од страна на Комисијата за управување со Охридскиот регион. Од Општина Охрид не дадоа одговор зошто легализацијата на дивоградби продолжува и покрај реакциите на домашната и меѓународната стручна јавност дека непоправливо се уништува природата. Со високи метални огради е обиколен просторот во близина на билјанините извори. Не може да се види во која фаза е објектот и не се слуша звукот на градежната механизација, но на таблата исправена над ограденото земјиште се откриваше инвеститорот и како ќе изгледа хотелот кој се планира да се гради. Висококатници, платформи издигнати над езерото, објекти во цигли го освоиле веќе целото Охридско крајбрежје. Изградбата на спорниот хотел во Лагадин е запрена по бурната реакција на бројни здруженија против оваа дивоградба, за која рекоа дека се гради против сите прописи за заштита на животната средина, затоа што влегува во заштитените 50 метри од брегот на езерото, во кој не се дозволени објекти од цврста градба. Но на линија со спорниот објект се начичкани уште десетина градби со неколку ката, кои се сега затворени, иако на огласи нудат апартмани за туристи. Долж патот над езерото се испружени и платформи кои како привремени објекти работат со години. Градежните машини брефтаат и на планината Галичица. Во Национален парк Галичица има некаде околу 400 диво изградени објекти кои што најверојатно во наредниот период треба да се легализираат. Не се води сметка дека се легализираат, всушност се легализира криминал. Ради тоа што изградење на било каква градба без дозвола за градба е криминално дело или е работа против закон. Во 2017-та експерти на УНЕСКО дадоа 19 препораки, меѓу кои суспензија и мораториум на сите градби во Охрид, запирање на легализацијата на дивоградбите, анализа на одобрените решенија за легализација. Тие бараа изработка на план за управување со целото подрачје, во кој ќе се дефинира крајбрежната заштитна зона и реоните во кои се претпоставува дека има културно наследство. Не можам да видам дека има било каква политичка волја да се реши проблемот. Имено ние учествувавме во изработката на новиот закон кој што воспоставува во суштина мораториум, кој што требаше уште пред неколку месеци да биде и усвоен од страна на владата и после усвоен од страна на собранието. Па ево до ден денес истиот упорно се трга од агендата на седниците на владата. Законот за мораториум требаше да биде донесен во февруари лани, за да се следи и неговата реализација. Самитот на кој УНЕСКО ќе одлучува дали неразумната и претерана урбанизација ќе го смести Охрид на листата со загрозено светско и културно наследство, ќе се одржи за неполни 2 месеца во Баку, Азербеџан.